Добар ден на сите. Ви благодарам што присуствувате денеска на презентација на индексот на перцепција на корупција за 2023 година и вие што дојдовте тука во живо и оние што се уклучени преку интернет на оваа хибридна, така да кажам, презентација. Денеска во оваа презентација на индексот на перцепција на корупцијата ќе извршиме презентирање на оценките и позицијата на Македонија каде се наоѓа на индексот на перцепција на корупција. Ќе извршиме и објаснување на методологијата, како е тоа, какова перцепција на корупција е извршена во индекс на перцепција на корупција. Исто така ќе биде направена компаративна кратка анализа со претходните години и од оценките и рангирањето инаку се однесуваат на 180 држави и територии од целиот свет. Значи, индексот на перцепција на корупција ги бодува и рангира земјите, териториите врз основа на проценетата корупција во јавниот сектор на државата од страна на експерти и бизнисмени. Индексот на перцепција на корупција представува еден композитен индекс, комбинација на анализи и проценки на корупција, собрани од повеќе реномирани институции. Индексот на перцепција корупција за 2023 година се базира на 13 извори на податоци од 12 институции. Тоа е генерално, значи кога се однесува индексот за перцепција на корупција на ТАИ, што се однесува до Македонија, индексот на перцепција на корупција се базира од 6 извора кои ќе ги објасниме понатаму. Изворите на информации, користени од индексот на перцепција на корупција за 2023 година, се базирани на податоци од претходните 2 години, значи опфаќаат претходната година и годината претходна. За да се пресмета индексот на перцепција на корупција, се следат неколку чекори: изборот на изборите на податоци, стандардизирани избори на податоци, пресметување на просек и известување за мерка на несигурност. Овој слайд што е сега моментално покажува дека на 30 јануари индексот излегува во 7 часот и 1 минута по централно европско време. Сега, што се однесува на изборот на изворите на податоци, секој извор на податоци кој се користи со цел за пресметување на перцепцијата на корупција мора да ги исполнува следниве неколку критериуми за да се квалификува како валиден избор. Прво е квантитативни согледувања за корупцијата во јавниот сектор, да е базиран на веродостојна и важечка методологија која ги оценува и рангира повеќето земји на иста скала, да е изваден од кредибилни институции и очекувано регуларно да се повторува, да им дозволува доволен број на варијации на резултатите за да се разликуваат земјите, да овозможува рангирање со значителен број на држави и рангирањето да е возможно од страна на експерт, од страна на државата или пак личност од бизнис секторот. Институцијата ја повторува проценката барем на секои 2 години. Стандардизираните извори на податоци всушност има скала од 0 до 100, каде 0 означува највисоко ниво на корупција, а 100 е најниско ниво. Оваа стандардизација се врши врз основа на средната вредност на податокот на секој извор на основната година од секој резултат на земјата и потоа со подолба со стандардизирано стапување на тој извор во основната година. По оваа постапка стандардизираните резултати се трансформираат на скалата на индексот на перцепција на корупција. Како се пресметува просекот? Значи за секоја земја или територија да биде вклучена во ИПК, треба да има минимално 3 извора кои се проценуваат. Тогаш индексот на перцепција на корупција се пресметува како просек на сите стандардизирани резултати достапни за таа земја. Резултатите се заокружени на цели броеви. Има едноставен просек на оценките и секој извор се брои подеднакво. Како што кажав, оваа година за Македонија има 6 избора, значи веќе може да се направи проценка на индексот за перцепција на корупција. Од сите оние извори кои се добиваат, се има скор, односно има резултат, кој се дели на бројот на изворите. И така се добива средната вредност, која всушност представува бодувањето на индексот за перцепција на корупција. Еве веќе, значи доаѓаме до слайдот за индексот за перцепција на корупција за 2023 година. Овде
нели, претходно да кажам пред да дојдеме до резултатите, дека согласно методологијата на ТИ, Transparency International, секој оној процент односно секој оној поен под 50 се смета за неуспех во борбата против корупцијата, односно се смета дека во државата има високо ниво на корупција. Па така, регионот во кој што ние се наоѓаме, тоа е Источна Европа и Централна Азија, има дури 95% од земјите кои имаат резултат под 50, во кои спаѓа и Македонија. Значи вака, оваа година Македонија има скок во позицијата на индексот на перцепција на корупција, значи се наоѓа на 76-та позиција со освоени 42 поени. Ова рангирање е, како што кажав, од 180 земји кои се предмет на оценка на индексот на перцепција на корупцијата. Што се однесува на регионот каде ние се наоѓаме, тоа е Источна Европа и Централна Азија, ние се наоѓаме на 5-та позиција, и тоа после Грузија, Ерменија, Црна Гора, Молдавија, и ние доаѓаме на 5-то место, значи со 42 поена. И оваа година скандинавските земји, како Данска, Финска и Норвешка, се наоѓаат во врвот, па така Данска има 90, резултат од 90 поени, Финска има 87 поени, Нов Зеланд има 85, Норвешка 84 и Сингапур 83 поени. Ова е рангирање на врвот, нели, на индексот на листата на индексот на перцепција на корупција, додека кога зборуваме за дното на индексот, на 176-тото место е Јемен со 16 поени, 177 место е Јужен Судан со 13, 177 исто се го дели Сирија со 13 поени, како и Венецуела со 13, додека на 180-то место е Сомалија на дното на табелата со 11 поени. Ова е, нели, презентација, кажува дека ние од 100 поени сме освоиле 42 поена, кој е, како што кажа преска, подолно и минимум од 50 поени, кој би требало да се смета за една граница за успешна борба против корупцијата, и се наоѓаме на 76-тото место од 180 држави. Она што може да се каже како интересно, односно како извадок од извештајот за индексот на перцепција на корупција за 2023 година е она што влезе и во самиот извештај од страна на Transparency International, она забелешка која се однесува на Македонија, таа конкретно значи дека во септември 2023 година, како негативна забелешка, парламентот на Република Северна Македонија значително го подкопа судството. Нетранспарентно, по брза постапка, пратениците го изменија кривичниот законник, кој доведе до намалување на затворските казни и скратување на застареноста на делата за злоупотреба на службената положба. Ова ќе предизвика застарување на околу 200 предпоставени случаи за корупција, од кои во многу се вклучени поранешни функционери на високо ниво. Значи, оваа забелешка која даде Transparency International влезе и во целиот извештај за индексот на корупција, но и во делот на Централна Азија и Источна Европа, каде се наоѓа Македонија. Сега, ако ја гледаме позицијата на Македонија според индексот на корупција, ако направиме едно согледување по годините како таа идела и прогресирала или не прогресирала, значи, еве, во 2023 година се наоѓаме на 76-та позиција, што е скок од 9 места за разлика од 2022 година, кога сме се наоѓали на 85-та позиција. Меѓутоа, ако го гледаме тоа во поени, всушност ќе видиме дека разликата е само 2 поени плюс оваа година. Ако гледаме со другите, споредено со другите години, ќе видиме дека имаме во текот на годините прогрес, нели, од 2020 наваму. 2020 била
сме биле во најлоша позиција, тоа е 111 место со 35 поена. Меѓутоа, реално гледано, самата позиција во која се наоѓа една земја на листата на индексот на перцепција на корупција не зависи само од незината успешност, да речеме таа година во борбата против корупција, туку зависи на некој начин и од успешноста на другите земји или нивната неуспешност во борбата против корупцијата. Па еве, како пример, од овде, од ова графа може да кажеме дека еве 2020 година сме имале 35 поени, 2019 исто сме имале 35 поени, 2017 сме имале 35 поени, но во сите овие години сме биле со истите поени различно рангирани, што значи дека не секогаш од самиот успех на државата зависи и рангирањето. И од тие причини успехот, кога се толкува дали една држава се бори или не со корупција, треба да се земе малце посеопфатно и треба да се земе она мерило кое Transparency го воспоставува, односно оние 50 поена кои би морало минимум да бидат исполнети. Да, што се однесува до изворите за кои ги користеше индексот за перцепција на корупција за 2023 година, може да кажеме дека оваа година има 6 извора. Тука може да ги видите кои се. Еден извор помалку од минатата година, кога тука беше присутен и Светскиот економски форум. Оваа година резултатите, споредени со претходните години, се исти кај сите оценувачи, освен кај Бертелсман Шифтунг фондацијата, каде што има така еден одскок од 8 поени. Значи, предходната година сме имале 45 поени, ова година е 53. Во сите други сегменти, кај сите други оценувачи, оценката останува иста. Зошто е тоа така? Ќе треба да почекаме, бидејќи ова фондација извештајот целосен за начинот на кој што дошла до овие резултати ќе го објави некаде март оваа година. Мислам така, закажано е за 2024 година. Да. Инаку, кога зборуваме за нивото на корупција во регионот, нели во корелација со индексот за перцепција на корупција, мора да кажеме дека тука во регионот пред нас се Словенија, Хрватска, Црна Гора и Бугарија, па потоа следуваме ние. Под нас се Србија, Косово, Албанија и Босна и Херцеговина. Глобалната тема оваа година, поврзана со индексот на перцепција на корупција, е корупцијата и правдата. Значи, се сакаше да се обрне посебен акцент на работа на правосудните органи, начинот на правораздавањето, односно достапноста на правдата до граѓаните и колку овие институции всушност се битни за самите граѓани, па така како глобална тема, односно забелешка, беше кажано дека корупцијата, правдата и владењето на правото се тесно испреплетени и кога правдата може да биде купена, пишаните закони се претворат во фикција, односно тоа е само слово на хартија, а не казнивоста напредува. Кога корупцијата ќе се инфилтрира во правосудниот сектор, тоа може да доведе до манипулација со правните процеси, селективно спроведување на законот и заштита на корумпираните поединци од одговорност. Независниот правосуден систем, тоест институциите за спроведување на законот, обвинителствата, судовите и судството пред се, на тој начин се централни за контрола на корупцијата. Меѓутоа, во текот на изминатите неколку години, правосудните системи ширум светот беа цел на политички реформи со цел да се ограничи нивната независност и нивната суштинска функција во држање под контрола на другите гранки на моќ. Па така, имаме и некои согледувања кои Transparency International ги извади во поглед на оваа тема, а тоа е дека корупцијата пред се создава пречки за пристап до правда. Можеби ќе биде потребен подкуп за да се насочат правните процеси, што ја прави правдата недостапна за многумина. Тоа секако резултира со ниска доверба и неказнивост, ја разјадува одговорноста и непристрасноста. Коруптивните политики можат да влијат на правните резултати при што оние кои нудат подкуп или се впуштат во коруптивни активности често добиваат поволен третман во однос на другите.
Тоа е секако дискриминација и нееднаквост. Води до селективно спроведување на законот, корупцијата може да резултира со селективно спроведување на законите, каде што оние со мок или ресурси можат да ги избегнат правните последици, додека помалку привилегираните се соочуваат со несразмерна казна. И на крајот, секако корупцијата ја загрозува независноста на судството, несоодветното влијание врз судиите, е штетно за функцијата на политичката одговорност со судовите и нивната способност непристрасно да ги спроведуваат правилата на политичкиот систем. Секако корупцијата е поврзана со неправдата, односно вродува неправда и таа е лоша за општеството воопшто, но секако не ги погодува сите подеднакво. Заедниците кои веќе се лишени од можности поради дискриминација, нивните позиции се влошени поради корупцијата, што дополнително ја продолбочува нееднаквоста во нашите општества. Корупцијата може да ги спречи жртвите на дискриминација да ја добијат правдата. Значи, кога гледаме за влијанието на корупција, кој највеќе осека во едно општество, секако дека оние маргинализирани групи во едно општество највеќе се погодени од корупцијата, бидејќи корупцијата сама по себе упфаќа дека оние кои имаат некакво политичко влијание, мок, пари и така натаму ќе бидат привилегирани во тој систем на корупција. Главните пораки, кои што се како такви извадени од годинешниот индекс за перцепција на корупција, се дека глобалниот и постои глобален тренд на слабење на правосудните системи, која намалува одговорноста за јавните службеници, што возможува корупцијата да напредува. Авторитарните, но исто така и многу демократски лидери кои ја подкопуваат правдата, ја зголемуваат неказнивоста за корупцијата, па дури и ја охрабруваат со елиминирање на последиците за криминалците. Митото и политичкото мешање, кога тие ќе се инфилтрират во правосудниот систем, тоа може да доведе до манипулација со правните процеси, селективно спроведување на законот и заштита на сторителите од одговорност. Ова е од корист за мал број престапници на сметка на општото добро, бидејќи општото добро секогаш подразбира дека колективот, односно заедницата, општеството најдобро функционира кога нема корупција, кога се применуваат законите. За да се стави крај на неказнивоста и на корупцијата, владите мора да им дадат на правосудните системи независност, ресурси и транспарентност потребни за ефективно казнување на сите корупцијски престапи. Онаме каде што е потребно, тие исто така мора да воведат подобри процедури и закони за да им помогнат на правосудните институции да се заштитат од коруптивни дела и да ги детектираат истите. И на крајот, и покрај неодамношниот напредок, земјите кои се високо рангирани согласно индексот на перцепција на корупција се уште не прават доволно за да се справат со транснационалната корупција, која е многу поширок термин. Тие мора да ги елиминираат финансиските тајни дупки, да овозможат регулирање и подобар надзор на професионалците, како што се сметководителите, агентите за недвижност и адвокатите, и да ги се повикаат на одговорност сторителите на транснационална корупција и нивните овозможувачи. На крајот, да, нашето осврнување како Transparency International Македонија, односно моето согледување како председател на овогодинешниот индекс на перцепција на корупција, можеме да кажеме дека индексот на перцепција на корупција за 2023 година ја рангираше Македонија на 76-та позиција со освоени 42 поени, што е само 2 поена повеќе од резултатите презентирани во врска со индексот на корупција за 2022 година, кога Македонија имаше 40 поени. Овие 2 поени, како што кажав, се должат на подобрувањето само на резултатите во истражувањата на еден од изворите, БТИ, но сите други податоци остануваат исти и немаат подобрување. Сепак, овие 2 поени резултираа со скок на позицијата на Македонија за 9 места погоре во табелата, па за разлика од минатата година, кога согласно индексот на перцепција на корупција се наоѓавме на 85-то место, оваа година се наоѓаме на 76-та позиција. Секој резултат под 50 поени, согласно мерилата на индексот на перцепција на корупција, во која група припаѓа и Македонија, укажува на сериозни корупцијски проблеми во јавниот сектор. Во врска со резултатите добиени за последниот индекс на перцепција на корупцијата, нашиот став е дека во Македонија корупцијата е се уште на многу високо ниво и дека нема реално подобрување на работата кај голем дел од институциите кои треба да бидат на чело на борбата против корупцијата.
судството и јавното обвинителство, кои треба да бидат водечки ентитети во борбата против корупцијата, повторно согласно анкетите кои се водеа изминалата година, поврзани со довербата на граѓаните со нивното работење, покажаа загрижувачки ниски проценти. И онака нели нискиот процент на доверба од 4% падна на 1%, што е реален показател на тоа дека главните институции кои треба да ги применуваат законите и да одредат што е во согласно со правото, а што не, треба да имаат огромно подобрување во нивната работа. Дополнително, што знаеме во едно интервју, председателката на Врховниот суд Бесадем јасно истакна дека постојат политички притисоци врз Врховниот суд, кој е највисок судски орган во државата, што е скандалозно и поразително и е сериозна индиција за нарушување на принципот на независност на судството. Во делот на работата на Судскиот совет, Европската Унија спроведе обсешна оценска мисија, која резултираше со утврдување на голем број на недостатоци и дури 40 препораки во разни сегменти на работењето на оваа институција, која треба да биде главен оценувач и коректор на неправилностите во работата на судиите во државата. Исто така, последиците од законските измени на кривичниот законник, за кои се намалува санкционирањето и предвидената затворска казна за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, се неповолни во делот на санкционирањето и борбата против корупцијата. Имено со истите се овозможува побрзо застарување на гонењето на случаите каде има сомнение за застарување на ова дело, при што голем број на случаи веќе останаа без судска завршница. Ваквите измени во овој период, кога корупцијата во државата е на многу високо ниво, не се воопшто добри и ја одмагаат борбата против корупцијата. Секако тука заслужува да се споменат и скандалите со партиските вработувања пред престојните парламентарни избори, случајот упадот и нападот на вработените во МНАВ, кој предизвика голем број на негативни коментари како од домашната стручна јавност, така и од меѓународните чинители во државата. Институциите на системот остануваат глуви на критиките и препораките за борбата против корупцијата, што се согледува и во тоа што често во јавноста излегува по некој корупцијски скандал. Погоре наведените примери се само дел од негативната слика која државата ја добива од аспект на борбата против корупцијата и може слободно да кажеме дека се уште постои недоволна демократија, транспарентност во работата на јавните институции и владењето на правото, кои мораат да бидат подобрени ако сакаме да покажеме реални резултати во борбата против корупцијата. Тоа беше накратко презентацијата.